Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, денешната епизода ќе ја започнеме со обработка на Псалм 103, еден од највпечатливите во оваа старозаветна книга. Станува збор за псалм во кој сме охрабрени да се потсетиме на Господовите дела, со цел да му бидеме благодарни, но оваа песна има и аспект кој се однесува на иднината и на тоа што Господ допрва ќе го направи. Ова е текст кој со векови наназад служел за охрабрување на израелскиот народ, но исто така и на црквата. За подобро да го разбереме текстот, го поделив на 4 делови. Во првите 2 стихови е славењето на Господовото име. Во стиховите 3 до 9 читаме за Господовите дела. Во стиховите 10 до 16 читаме за човековиот живот и во стиховите 17 до 22 читаме за иднината. Ке почнеме со читање на првите 2 стихови. Забележете како псалмистот се охрабрува самиот себе да го слави и благословува Господ. Таму се вели: Благословувај го душо моја Господа и целата моја внатрешност да го благословува Неговото свето име. Благословувај го душо моја Господа и не заборавај ги сите Негови добрини. Овие стихови се исклучително важни за сите кои искрено сакаат да го слават Господ. Предпоставувам забележавте како авторот вели: целата моја внатрешност да го благословува Неговото свето име. Зошто е ова важно? Затоа што славењето од нашата внатрешност е единствениот соодветен начин на кој можеме и треба да го славиме Господ. Со други зборови, псалмистот изјавува дека не сака на површен начин да го слави Господ, односно само со неговото тело, туку сака и со неговото внатрешно битие. Господ Исус вели дека оние кои му се поклонуваат на Бог треба да го прават тоа во дух и вистина. Површното славење и посветеност беше еден од главните проблеми на израелците во Стариот Завет. Во книгата на пророк Исаја, глава 29, стих 13, Господ им вели: Овој народ се приближува кон мене со устата своја и со јазикот свој ме почитува, а срцето негово му останува далеку од мене. И почитувањето нивно пред мене е само научено човечко правило. Што е површно славење на Бог? Површно славење е кога луѓето со устата го исповедаат и почитуваат Бог, но не живеат според Неговиот збор, туку се водат според стандардите на светот, тие трчаат по слава, пари, секс и слично. Тоа не беше искушение само за израелците, туку е реално искушение и за нас, христијаните. Преку овие зборови, Божјиот свет дух и нам денес не потикнува да се бориме против површноста и ритуализмот. Ако веќе се нарекуваме христијани, треба искрено и од нашата внатрешност да го сакаме, почитуваме и следиме Господовиот пат. На Бог не му требаат верници кои само со устата го почитуваат, туку луѓе кои таа почит ќе ја покажат и на дело, во секојдневните разговори, во одлуките, во начинот на кој го живеат животот. Токму затоа псалмистот вели дека го благословува Господовото свето име. Не смееме да заборавиме дека Господ е свет и тој бара оние кои му веруваат да живеат свет живот. Псалмистот зборува и за сите Божји добрини кои ги има доживеано на своја кожа. Бог е навистина добар кон нас. И во 3 стих ни е даден пример за неговата добрина. Таму се вели: кој ги очистува сите твои беззаконија, кој ги исцелува сите твои болести. Ке ви го кажам моето мислење за овие зборови, иако знам дека многумина нема да се согласат со мене. Но сметам дека исцелувањето на сите болести,
а по тоа мислам на сите физички и духовни болести, се однесува на вечноста, односно на нашето учество во воспоставеното Божјо царство. Во книга на пророк Исаија, глава 33, стих 24, Бог пророкува дека во добата на царството ниту еден човек нема да се пожали дека е болен и сите луѓе кои се дел од тоа царство ќе добијат простување. Денес има некои така наречени исцелители кои постојано зборуваат за тоа како можат да ги исцелат луѓето од нивните болести и слабости. Од библиска гледна точка би рекол дека Бог прво сака да им ги прости гревовите на луѓето, па потоа да им даде исцеление. Но, во книгата на пророк Исаја, глава 53, стих 5, читаме дека преку Христовите рани ние добиваме исцеление. Некои христијани погрешно го толкуваат овој стих и велат дека се однесува на нашите болести. Но, во 1 Петрово, глава 2, стих 24, ни е дадено точното толкување, кое се однесува на исцелението од најсериозната болест, а тоа е духовната болест наречена грев. Стих 4. Кој го избавува од пропаст твојот живот, кој те овенчува со милост и со добрини. На што мисли авторот кога вели дека Бог не избавува од пропаст? Дали тоа се однесува на смртта? Се разбира дека не, бидејќи Бог не ветил дека ќе не избави од смртта. Но, тој ветил нешто многу повеличествено, а тоа е дека ќе не избави од вечната смрт, односно од вечната казна за гревот. Искусувањето на таа смрт е вистинска пропаст, но оние кои се надеваат на Бог нема да се соочат со таа пропаст. Што се однесува до животот тука на земјата, низ историјата на човештвото имало, а и до ден денешен има многу верници кои се соочуваат со некакви болести. И со исклучок на Енох и пророкот Илија, сите верници се соочиле со смртта. Но, дури и во болест и слабост, Бог ги овенчува своите деца со милост и добрини. Стихови 5 до 7. Кој го исполнува со добра животот твој, како на орел ти ја обновува твојата младост. Господ им дава милост и правда на сите угнетени. Тој му ги покажа своите патишта на Мојсеј, на Израеловите синови, делата своји. Бог му го покажа својот пат на Мојсеј и израелците ги видоа неговите величествени дела. Бог и нам денес ни има објавено многу дела, но за жал некогаш не ги препознаваме или пак не ги цениме доволно. Стих 8. Штедар и милостив е Господ, долготрпелив и многу милостив. Божјата милост е тоа што ни е потребно денес. Тоа ни треба повеќе од се останато. Стихови 9 и 10. Тој не се гневи до крај, ниту вечно се лути. Тој не постапува со нас според нашите беззаконија. Навистина сум благодарен на Бог што тој не постапува со нас според нашите беззаконија. Ако се однесуваше со нас согласно со тоа што го заслужуваме, каде ли ќе ни беше крајот? Стихови 11 и 12. Зашто колку е големо растојанието од небото до земјата, толку е голема милоста на Господ спрема оние што се бојат од Него. Колку е далеку исток од запад, толку ги оддалечува тој од нас нашите престапи. Забележете како авторот на псалмот не вели колку е далеку север од југ, бидејќи иако тоа е голема дистанца, сепак земјината топка има северен и јужен пол. Но авторот зборува за исток и запад, а земјината топка нема граница кога станува збор за истокот и западот. Поентата е дека Божјата милост е нешто што не може да се измери. Продолжуваме со читање. Стихови 13 и 14. Како таткото што ги милува синовите, така и Господ ги милува оние кои се бојат од Него, зашто тој го знае нашиот состав, помни
дека сме прав. Доктор Джордж Гил вели: Бог знае дека сме создадени од прав. Проблемот е што ние го забораваме тоа. Стих 15. Деновите на човекот се како трева, како полски цвет, така прецутува тој. Нашиот живот на оваа земја има крај. Пред некој ден еден човек ми рече: забележувам дека почнала да ти белее косата. Му реков: да, ама и твојата исто така. Знаеш, тоа е начин на кој Бог не подсетува дека нашиот живот на овој свет има крај. Белите влакна на косата, артритисот и слични други симптоми се подсетувања од Бог, со кои ни кажува дека нема уште долго да сме тука и затоа е подобро да си го средиме животот. Стих 17. А милоста на Господ е од век до век спрема оние кои се бојат од Него, и правдата Негова е од чеда на чеда. Навистина е прекрасно човек да гледа кон иднината со ваков став на срцето, да знае дека Господовата милост ќе биде со него, но и со сите кои се бојат од Господ. Тој го ветил тоа и можеме да бидеме сигурни дека така и ќе биде. Сега доаѓаме до Псалм 104, во кој се опева создавањето на Вселената. Ке почнеме со читање на првите 2 стихови. Благословувај го, душо моја, Господа. Господи, Боже мој, Ти си многу велик, во слава и величественост си се облекол. Ти, кој се облекуваш со светлина како со облека, си го прострел небото како шатор. Во првата книга од писмото се вели дека во првиот ден Бог рече: нека биде светлина, и настана светлина. А тука псалмистот вели дека Бог се облече во светлина. Потоа, авторот вели дека Бог го прострел небото како шатор. Многу описно објаснување на создавањето, зарем не? Замислете човек кој си го мести шаторот за да спие под отворено небо. Како што тој го шири шаторот, така и Бог го расшири небото низ целата вселена. Стих 3. На вода се ги поставил твоите дворови, облаците се ги направил како своја кола, на крилјата од ветрот патуваш. Ова е прекрасна слика на вториот ден од создавањето. Сега во следниот стих ни се дава опис на создавањето кое се случи на третиот ден. Стихови 5 и 6. Ти си ја поставил земјата на цврсти основи. Таа нема да се разниша никогаш. Си ја покрил со бездна како со облека, води стојат над горите. Ке се сетите дека во книгата Битие, глава 1, се вели дека на третиот ден Бог ги раздвои водите под небото. Всушност, станува збор за раздвојувањето на водата од копното. Што направи Бог на четвртиот ден? Стих 19 ни го дава одговорот. Таму се вели: Тој ја создал месечината да ги определува времињата. Сонцето знае кога ќе зајде. Израелскиот народ доби откровение, со кое дозна дека Бог е создателот на месечината и сонцето. За разлика од нив, многу други народи во минатото ги славеле месечината и сонцето како богови. Но, овој стих, кој предмалку го прочитавме, ни дава до знаење дека месечината и сонцето се создадени со одредена цел и тие на некој начин служат на Божиот дизајн за целата вселена. Во стиховите 25, 26 и 30 ни е даден краток опис на создавањето од петиот ден. Таму се вели: Ете го морето, големо и пространо, таму се движат безброј лазачи, мали и големи животни. Таму пловат кораби, таму е левијатанот што си го создал да игра во него. Сето ова Бог го создаде за да му направи дом на човекот. Стихови 31 до 33. Нека пребива вечно славата на Господ, нека се весели Господ за делата своји. Погледнува ли кон земјата и таа се тресе, се допрели до горите, тие се димат. Ке му пеам на Господ преку целиот мој живот.
Ке му пеам на мојот Бог се додека постојам. Бог го создаде човекот и го постави на земјата за да ја обработува, да ја чува и да се грижи за неа. Човекот треба да го прави тоа за Божја слава. Стихови 34 и 35. Нека му биде мила беседата моја, ќе се веселам во Господ, нека ги снема грешниците од земјата и беззаконици да нема веќе. Благословувај го душа моја Господа. Алелуја. Човекот сгреши и тоа, односно гревот, е најголемиот проблем во светот. Но Бог даде решение за тој проблем преку неговиот син Исус Христос. Секој кој верува во него добива простување на гревовите, помирување со Бог и посинување во Божјото семејство. Сега доаѓаме до псалмите 105 и 106, кои се историски по содржина. Мислам дека Давид е авторот на псалм 105, бидејќи оваа песна е иста како онаа во Прво летописи, глава 16, стихови 18 до 22, која Давид ја пееше кога го врати ковчегот во Ерусалим, стихови 1 и 2. Славете го Господа, повикувајте го неговото име, разгласувајте ги меѓу народите делата негови, славете го и пејте му, кажувајте ги сите негови чудеса. Потоа, во следните стихови, авторот продолжува и зборува за семето на Авраам и заветот кој Бог го направи со Авраам, Исак и Јаков. Потоа зборува и за Јосиф и египетската земја. Стихови 23, 26 и 28. Тогаш дојде Израел во Египет и Јаков се всели во Хамовата земја. Го испрати Мојсей слугата свој и Арон кого го избра. Се зарадува Египет поради нивното излегување, бидејќи го беше обзел страф од нив. Авторот вели се зарадува Египет поради нивното излегување. Ова се однесува на излегувањето на израелците од Египет. Драги пријатели, добро е да се навраќаме назад на минатото, се со цел да се подсетиме на Божите дела и да му благодариме за сите негови интервенции во нашиот живот. Псалм 106 е навистина долга песна и нема да имаме време цела да ја прочитаме и проучиме. Но со оваа песна се завршува оној дел од книгата Псалми кој ја рефлектира пораката на книгата Броеви. Првиот стих вели: Алилуја, славете го Господа зашто е добар, зашто неговата милост е вечна. Потоа, во стих 6 читаме за исповед на гревовите. Таму се вели: Сгрешивме ние и татковците наши, правевме беззаконија, постапувавме нечестиво. Сите ние можеме да се поистоветиме со овие зборови, бидејќи сите ние, а и нашите предци, правиме гревови. Но Бог ни нуди спасение преку вера во Господ Исус Христос. И треба да му бидеме благодарни за тоа. Тука ќе го завршиме денешното проучување. До следниот пат, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.